Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште едно еспресо со Златев и Боцевски. Предпразнично издание. Утре и во понеделник ќе одмараме и наредниот петок поради Рамазан Бајрам, затоа што ние сме прилично мултиетничко радио во кое ги имаме сите религии, сите вероисповести. Имаме прилично тука и верници во нашето студио. Што е во ред? Имаме и атеисти, Што исто така е во ред? И православни атеисти. Нашиот гостин малку не е вичен со технологијата ово утро. Добро утро за Рубин Земун. Добро утро. Председател на партијата Поен и поранешен пратеник во собранието на Република, за вас северна, предпоставува Македонија. Па влегов во Република и за северна. Да. А во меѓувреме и гласавте да сте смени името, нели, на... Не се сменил, само се даде додавка, значи не е сменил. Тоа негде на друго место. Не, значи првиот предлог беше да воопшто не постои никаква назив Македонија, ако се седаде тоа Лисабон, така што од тамо до тука добро е. Земон, вие доаѓате од нели едно малцинство во Македонија, од малцинството на Заедница, кај нас нема малцинство. Пак нема малцинство. Па во нашиот политички систем не постои терминологија. Ама нели сега хрватски ќе го правиме, ние се прилагодуваме кон тоа овде. Што хрватско? Па ја ги гледам Артан Груби и Ковачевски ке правиле хрватски устав. И јас ве цитирам по 50 по хрватски стандард. Никаде такова изјава нема. Да, во хрватски устав има. Значи ние имаме проблемите, може че ми сложи Ивица, дека ние имаме проблем во несогласување со терминологиите. Значи кај да се користи терминот хрватски модел. Значи модел е многу пошироко нешто од самата преамбула на устав. Така модел е целиот хрватски модел се пресликува, значи да би требало да имаме и законите и уставниот закон што да се Стипе Месич и сите тие политички ги прават, тоа е модел. А во случајот сум станува за некој си пристап. Значи јас секој зборувам дека можеби хрватскиот пристап на решавање на тоа прашање е коректно. И дека така како пристап да го користиме, а пристапот е дека ниту една заедница не сме да биде дискриминирана. Не би рекол, значи да саде да зборам, па после кажи во твоето мислење. Знаеш зашто? Затоа што одеден устав кој што во 74-та година споменуваше национална држава на еден народ. Да, ма тоа имаше и народ. Чекај, не. Ама не чекај. Чекај се, не е добро. Викаше дека е држава на еден народ, запирка па држава на друг народ, па дури после на народностите, така? Не, дали има правила прво, Лјупчо, или не се правила. Не, јас сум да се карате по гледаност не сите. Ако може по-бруто. Добро, Рубен. Не битно, било заедница, така? Заедница е добро. Добро, ти доаѓаш од една од заедниците во Македонија. Дел од народ. А тоа е во преамбулата. Односно, нормативно доаѓаш од една заедница, а преамбулски доаѓаш дел од другите. Да, од еден народ. Не, другите, нема. Тоа е, нели, ти си египјанец, но ти гласаше за промена на името и сега вие египјаните барате ние да не довеставиме вас во уставот. Се не е фер. Прво гласате за промена на нашето име, на нашата земја. Кој сте вие, кој сме ние? Ние сме македонци. Значи во устава постои граѓаните, во преамбулата граѓаните, па запирка. Македонскиот народ, па запирка. Ние сме македонскиот народ. А не сте граѓаните? И граѓани македонски народ. Па не може двете едно да вие. Така што граѓаните, па запирка македонскиот народ, се направи небулоза тоа името што се тргна после тој припадниците на деловите на албанскиот, знаме што тоа припадниците се тргна, а за мене е небулоза. Па имаме делови на тие народи што спомнуваат и четврта категорија имаме другите. Значи ние сме од другите. Така што не сме дел од по преамбулата која што за мене е исто така небулозна, една симбиоза направена. Добро, сега вие гласавте на нашата национална држава, затоа што на македонците да и се смени името, вие како дел од другите етнички заедници, нели? И сега сакате ние да нашите македонци пратеници да гласаат вас за устав. Колку е ваша, толку е и моја. Значи ништо повеќе да вие даноци од мене, некој дава повеќе од мене плаќаш.
За ова држава. Па плаќам ја да ти Пример, кажам кој право. повеќе да го плачаш? Па не знам, ја имам и сега и Кој? ќе влезам и у лично ДДВ да плаќам, па што имам многу приходи. Значи, по закон сите сме еднакви равноправни, така што Не, ама кога ќе собереш државата сите колку македонци што колку даноци платиле во овој буџет и сите А, египјани тоа е- колку тоа е даноци друго, платиле, тоа е политичка- тогаш количината е малку Збориме различна. за пристапот. Не, еве ти го Еднакви пристапот. сме сите према законите. Се еднакви сме сите према законите, Да. ама со мои пари од Кавадарци си прави Артан Груби коридор 8. Не, си прави со негови пари од таму. Таму автопатишта и да го гледаме така во друг дел на Македонија. Кај се правиш? Па се правило, дали поишеше Македонија Кај се правиш? Не. Вие па нормално, тоа се наши пари. Плюс ние сме дали И треба да продолжите. автопат уште од 48. У Кавадарци нема автопат, а е град број 1 по придонес во Значи, бруто нема- домашниот не може производ. така, че тоа Значи нема- кога ќе ги собереш даноците на сите македонци и кога ќе ги собереш даноците на сите египјани, на сите, не знам, бошњаци, Не, на значи, сите, тоа е- имаш неверојатна дискрепанца во тие бројки. Значи тоа ти не булоза голема, значи така не се. Како нели сите не плаќаме, сите еднакво плаќаме за даноци? законски. Еве не плаќаме сите еднакво По кој даноци. основ ти поќе плачаш во даноци? Затоа што има поише македонци во Македонија и кои Ако поише така зборуваме, македонци има најповеќе бизнис, него што има другите, така ли? Ако имаш повеќе бизнис, че имаш и количина поголема квантитет. Зборуваме за квалитетот, за кој се еден основи од даноци нашите слушатели ово утро се жали дека не му го тоа. креваш притисокот. Па, Девица, дај некој смири налека, работа. Ами некој жити налека. Не, види, не тука се морам за нешто за нешто со тебе. Прво ако ми дозволите ме сослушате за нешто со тебе нема да се согласам, Ајде. а потоа со Рубин. Добре, ти ќе да бидеш ово утро совет на мудреци. Арбитар, Да, Со тебе нема да арбитар, се согласам во делот на даноците и во делот дека Артан Груби не си прави пат на себе, туку очигледно дека тој не ја сакува земја како своја, ниту пак мисли дека тој дел од Македонија кај што се гради патот е негова земја. Тоа очигледно е моја земја, зашто мене ме боли. Концесии, природни богатства, археолошки богатства, тоа не му е битно. Тоа може само на некој кој што е дојденец овде така да се однесува, некој што сака да си собере пари и да бега од држава. И ова е еден фин доказ дека Македонија припаѓа на сите граѓани на Македонија, освен на ликови како Артан Груби. На нив не им припаѓа. Тоа е едно. А второ, види Рубин, фала ти вака што ми кажа дека Македонија на сите, точно Македонија на сите, вклучително и на оние кои што не сака државата да им се вика северна. И сега мнозинството на граѓани не сака тоа. Едно малцинство изгласа промена. И сега тоа боли. Какво малцинство? Па малцинство е Рубин, не ме гледај анкети. Гледај го референдумот. Немајте со анкетите. Па што да правим? Анкетите за 50% на испитаните. Добро, ама еве, во речи, значи еве, колку има египетјани во Македонија процентуално, не е битно. Египчани, добро. Етнографски или статистички? Ајде вака максимално колку? Како процент од популацијата? 25.000. Значи 1%, така? Мало сме претерали. Ете и помалку, добро. И јас сум за да се согласам, треба државата да излезе во преседен, но автохтоно, самоникнато заедница, еве, не малцинства група која што постои овде, така? И па како бе тогаш, еве, моје, јас сум дел од таа група, македонци што сакаат државата да им се вика Македонија. Дали сме нешто повеќе од вас како египетјани? Нешто малку повеќе, еве. Дали сме малку повеќе од вас во држава? Многу повеќе, не малку И па повеќе. како нашиве чувства ги газиме? Ама зашто? Барем некоја декларација, ќе подржиш ти декларација кај што ќе кажеш да, повредени беа чувствата на луѓето. Чисто, не повеќе. Една декларација во собрание кај што ќе кажеме им ги повредивме чувствата на сограѓаните со промената на името, им се извинуваме. Еве, толку. Значи, за мене проблемот не настана со заев или не знам кој се донесе тоа, проблемот заедни сами е постар може би еден век, така ли? Со независна и суверена Македонија, тој проблем испада на површина. Да, малку постаре, малку повеќе постар, во право си. Проблемот испада на површина. Тоа што ние 30 и нешто години не го менаџиравме тоа проблем и на крај мораше да прифатиме ерго омнис и да прифатиме нешто што како што кажувате вие наведува чувствата, иако за мене име на државата и име на народ не е исто. Ама чекај сега, тоа што за мене Не, за мене тоа за цел така се така. Ама пример највлијателна култура во светот која е? Англискиот јазик, така и Да.
Како си државата? Англија. Не, Велика Британија. Не е Велика Британија. чекай сега, државата. значи вака се. Затоа што извини вака. Затоа што седиш на маса со човек со 20 луѓе што веројатно во Македонија на најдобрите универзитетски професори не им се даваме на две теми. Тоа е британска историја и тоа е британски политички систем. Сега да ти објаснам. Ама како се државата? Државата, the United Kingdom of England, значи Добро. Значи the United North Ireland. England, Scotland, Wales and North Ireland. Една нација. Значи, Ама една нација на 4 земји. да, значи, таму си стои јасно. Тоа е као СФРЈ. Друг концепт. Значи, тоа е концептот на СФРЈ. Ако више бараш близо, не баш. малку раз само е ројализам. То после знаеш СФРЈ. Значи, сега да се разбереме. Англија како Англија. Ама Англија што етитет ли е? Ентитет е што е? Што, република покрај? Ентитет, Англија е клучниот ентитет во Велика Британија. Англија е една од четирите, не. Затоа што е главна, Велс има, Шкотска има. Една од четирите составни земји на Обединетото кралство е Англија сега. Што, по ентитет ли Англија? Ама постои една област, што? без разлика. Регион. Една од четирите земји. Ама не е ентитет. Они ги викаат земји. Англија нема парламент, зашто како год да го направиш. Англија да има парламент како шкотскиот или собрание како велшкото, англискиот премиер ќе биде помоќен од британскиот, затоа нема. Да, тоа е целата работа. Сложни проблемите во светот, не знам. Како не се сложни? Не се сложни. Многу е јасно. Ете, Англија нема ентитет, нема. Како нема? Па нема ентитет. Па затоа што Британија е нивна. А чекај, фудбалска репрезентација како има Англија, еве ако не постои Англија како држава. Па сега да не зафркај се, немало Англија, како нема Англија? Англија најбитниот Англија е водечкиот ентитет на Обединетото кралство, односно правилно идентитет. The United Kingdom of Great Britain and North Wales. Значи да прави разлика. North Ireland. North Ireland. Да, извинувам. Ентитет е правно лице, правен субјект, дали е, не знам. Ама чекај, не постои според тебе англичани? Република. Англичани не постои според тебе. А тоа е идентитет е тоа. Тоа е идентитет. Не постојат англичани. Ентитет Англија, постои ли ентитет? Постои. England. Кои се тие граници на тоа? А? Дефинирани се границите, нема Ама тоа се географски природни граници. Не се. И па каде значи јурисдикцијата на Велшкото собрание и на шкотскиот парламент апсолутно дефинираат Англија. Меѓутоа, како ентитет после и правниот систем. Има ли гувернер на Англија? Ама не, Има премиерот. Ама не, знаеш дека Шкотска има свој правен систем. Знам, Шкотска е друго прашање. Добро, Шкотска е друго прашање. Ама работата е дека токму заради причината што како и да го устроиш англискиот парламент, собрание, регионално тело е нема англиски парламент. Па нема затоа што британскиот парламент, ама не, британскиот парламент воедно и англиски парламент. Да. Не знам дали знаеш, едно од клучните уставни прашања во Британија се вика прашањето од западниот Lotion, како се вика, West Lotion Question. Значи, што е тоа? Вели вака. За прашања за кои што Шкотска ги има издвоено своите надлежности во шкотскиот парламент. И за прашања за кои што Велс ги има издвоено своите во велшкиот парламент. Таму англиските пратеници што се избрани во House of Commons, во долниот дом, немаат никакви ингеренции. Но, кога треба да се гласат пари, да му се даде на Бирмингенов аеродром, така, сите гласаат. И сега тоа е едно од уставните прашања во Британија, кое што до ден денес не е одговорено. Во смисол, што значи тоа за нивниот склоп? Видите, точно се знае, нема северн, нема некој да притиска сега Англија, докаде и сега ли сте дефинирани се. Нема Северна Англија, Јужна Англија, нели? Некој се да ги тера се прекрстуваат. Ама не може, не ги тера никој се. Има меѓутоа кој регион. Не ги тера се прекрстуваат таму. Ама убаво што го кажа. Северна Ирска има како дел од Британија и има што како независна земја. Јужна има Ирска. Република Ирска. Исто така има регион 3 пати поголем од државата Луксембург и едното и другото се вика Луксембург. Зошто подпишувавме договор кај што ние сме северна? И ги навредивме чувствата на едно огромно мнозинство на македонците. Тоа е прашањето. Меѓутоа, тоа што се прашуваше Тарал, се прашуваше дали
земјата, нели, ќе конечно ќе го реши тој проблем што беше проблем на обстинација, така ли? Така што Ама да како не се бе? сега враќаме на тоа тема. Не, ќе се враќаме. Ќе се враќаме. Се додека ајде, некој бара. Се додека некој. Зашто тоа македонците да вие што кажете наведени џуса, не зето да гласи на референдум, бевте против. Значи тоа си е наш проблем. Значи па тоа се е- додека, Не, се се- додека. Јас се како додека- не, па не многу едноставен Тоа е одговорот. легитимно прашање. Едноставен одговорот затоа што социјалдемократскиот Не му го даваат сојуз наш проблем. Не бе, не, Значи, социјалдемократскиот како сојуз, тоа така? социјалдемократскиот сојуз на Македонија и нашите западни сојузници, Соединените американски држави, Европската унија не подучија и Велика Британија, пардон, тогаш беше Европска унија, сега не подучија дека кога некои прашања не заслужуваат одговор, Изгледа, се прави тоа бојкот беше и 2004, тогаш тоа не така. поминува. Така што следејќи го примерот на нашите западни сојузници, Ние одлучивме. ние одлучивме И не отидовме. Не отидовме. Е, сега плюс, Па са кој ви е крив? Има, Е, има како, сега, кој не е како, крив? кој е крив? Се, има Па сега конзистентност. вас кој ви е крив што ние сме љути? Да. Сега нели се користи На- кој на мене, не, на на сите герчаните. малцинство Не, Македонија. на тебе не. Не на тебе лично. На тебе лично не, ама- И сега ние викаме чекај се. Пример, ние ја и Ивица синоќе носевме стратегија и ние заклучивме. Ние сме за влез на бугарите во македонскиот услов, под услов да не бидат наведени како бугари, туку како мизици и тракици. Ние така ја сметаме дека не се загрозувани за македонскиот идентитет и може да речеме ние примаме во македонскиот мизици, тракици. Одлично. Вие како египјани. Поднес иницијатива. Да, може вие да како се египјани. прифати. Ние сега ќе направим, чека, Египет е сериозна држава, може ќе се А наљути. не врзате нас со Египет. А? Значи, ние не врзате се арапски како Египет. Значи, Е, па може они утре ќе значи, да ќе се населат што од тук. слушаме овде, малцинствата ги вржуваат со некоја си матична земја. Така? Добро. Ама не е Како ќе ги врзиш властите тогаш? Со Румунија. Со Романија. Да. Значи, елементарно. Не можеш. Тука има, не, работата е околу така, како зборуваме за влашката заедница, меѓутоа види унгарското малцинство со Унгарија со кого се врзува во цела Европа. Српското малцинство, Српското чекајте, малцинство, има кој му е и- матица? македонското малцинство, Македонски- се врзуваш. Има срби и србијанци, не е тоа. Е, Е, што е, разлика кај меѓутоа тоа у што вели хрватски Додик? глави Што сам. вели Додик? не знам што па Додик не е секојаш. Зашто се иземете вие политичарите, земете ги малку научниците, земете ги сега научниците академи- се. Па тие креираат такови Е, кој бе, кој академик измислил србијанци жити се? Како? Кој е тој академик што Не, измислил не, србијанци? кој го Тоа е регулира? политички. Дајте, Кој го моlim регулира? се. Кој го регулира српскиот јазик? Српскиот јазик? Кој го регулира како регулаторно тело? Па Српската академија на науките и уметностите. да, институт во лексикографскиот, Македонија. така. Лексикографскиот завод при Ману, така. Во Албанија исто. Само еден пример има, ми се чини дека тоа се Холандија и како се викаше овој Фландрија. Фламански, да. Фландрија, така, они имаат заедничко тело. Германија, Австрија и Швајцарија треба да го направат, ама ведаш, значи јазикот е татковината, така. А што правиме со Бразил, ти таму беше? Кој го регулира бразилскиот? Академијата на Бразил. А што прави со Португалија? И па нема, сега се обидуваат да направат нека Значи, формална за база. нас антрополозите, јазикот, да, е Ама немаат, е. битен елемент на идентитетот на нацијата, меѓутоа добре, не одлучувачки се согласувам. Е, сега, Се согласувам. Не, но само сега Ама ми еве, кажам зашто дека не треба да точно. влезете вие како египјани? Еве, сега ќе ви кажам. Утре може у Македонија ќе се преселат 100.000 луѓе од денешен Египет, Араб. И тие ќе речат ние сме египјани, вие ќе речете ние сме египјани и ја тука имам граѓанска војна на сред Балкан да ради вас. Во право силата што кажа за Македонија не е регулирано ова прашање со националните малцинства. Значи национални малцинства е различно од малцинство. Тоа да разликуваме. Барем во Не, се согласам, правниот се согласам статус. со тебе дека правниот се статус. согласам со тебе дека има етнички Ама еве, групи. проблем може кои што- да имаме не, утре. Има етнички групи кои што таа. Ќе дојдат од проблеми Египет. нон-стоп се кои Ќе дојдат, ќе се населат Ама сега чекај, тука, нели? зато постојат Ни требале работници за институции, се фабрики. решаваат проблемите Ќе и ги така. населат тука и тие ќе Ама речат тоа не, не ние право да сме. мене да ме дискриминирате. Не те Па така дискриминирам. ние сме исклучени од тоа. Значи, како бе ние тебе те дискриминираме? Па така. Ти нас ни го менјаш името, ние тебе те Ако дискриминираме. граѓанин- Кај го има? Како граѓанин- Ај, сега, дај малку се. Како пратеник беше тоа гласање. Значи нема исто си. И па сега како тоа сега како граѓанин Значи се Ти ни како го граѓанин менјаш може да нас се името, ние тебе дискриминира. ще А, не, дискриминираме. чекај. парламентов. Не, ова е, види, ова е, сега знам да чуе. Значи, граѓаните смее да дискриминираат, македонците не смеат. Граѓани не скапат. Не. Значи, вие можете се секој да се смеете, ама се Добро да сега, весела ни е емисијата. Да, Утре се грешки. добро. Да. Значи, граѓанин
е држано легитимен статус, така ли? Добро. Не е битно што си по етничка припадност. Ја Не во е парламентот битно, бев како граѓанин, Добро. не некако египчанец. А другите? И партијата моја не е на египчаните, А другите партија е какви беа? мултикултурна. Не знам за другите, кажам за мене. како се? Значи, парламент во пратеник како граѓанин се влегува, не како припадник на која се заедница. И мојата партија е мултикултурна, не е на египчаните. Ете, Златев знае да ги познал луѓето од мојата партија, знае дека повеќе има македонци колку што има од другите заедници. Апсолутно, да. Така ли? Да. Така што ја како пратеник си бев како граѓанин како ги не треба да се врзува моето гласање со заедница на египчаните. Ниту пак ја што бев во пратеник во парламентот, ниту еднош нешто подигна прашање само за египчаните, кој слободно пробува. А сега, например, сега кога не си пратеник и кога нели бараш египјаните да влезат во уставот, сега да те гледаме како египјанец или како... Во исто момент има повеќе од 100 идентитети. Значи ти си лично Златев личен идентитет, ти си по религија атеист кажуваш. Ти си по етничка припадност. Не сум ја атеист. Јас сум по религија православен атеист. Тоа е друго. Значи, друго. Ама тоа друго. имаш во ист момент. Тоа си е друго. Тие ги имаш во ист момент, ги имаш идентитети. Ти не си, значи, ја во ист момент ги имам над повеќе 100 идентитети, и колективни и индивидуални. Значи, така што... Да, исто сум дебел. Еден човек, така е, еден човек, затоа е персона. Тука тројцата споделуваме идентитет. Во исто време. Да. Ама секој човек има све. Сега ние разговараме, ако сега разговараме за промените на уставот, зборуваме за дали по основа, и тоа е хрватскиот пристап, дали по основа на етничка припадност или припадност на заедница или хрватско национално малцинство, тој припадник треба да биде дискриминиран, да биде еднаков, да не е еднаков со... Ама зашто сега се дискриминира? Ние со македонскиот овој, да кажем... Сега таму стои други. Шо ви фали Така, вас? другите моментов се исклучени од јавниот живот во Македонија. Тоа е ете. А дали се слагате вие другите, наместо да биде други, да стои како се вика, да стои... И тоа, извините, и тоа стои... Македонија е држава на сите граѓани на Македонија. Значи, на уставот доаѓаат поради влез во Европска унија, така преговорите. Во документот, убаво го читате документот на Европскиот совет за преговарачката рамка, точка 4 или 5, убаво пишува зашто треба да дојде промена на уставот. Поради исклучување и дискриминација на другите заедници и кажува запирка како што се и бугарите. Така да треба да биме јасни дека тука станува збор за пристап на недискриминација и еднакво со законите, а не станува збор на некои други прашања. Тоа што другите во Македонија се исклучени од јавниот живот како припадници на земја, тоа не го нас забележа. Бе како си исклучени од јавен живот, име ни менја. Што знаеш ти? Значи, Што знаеш ти? Ти можеби знаеш. Што знаеш граѓаните за историјата и културата на египчаните во Македонија, на хрватите, на црногорците. Кога се дојде црногорците во Македонија? ние на црногорците, ако не им знаеме историјата, која историја ја знаеме? А чека нешто друго да прашам. Ние имаме и црногорци како регионално Тоа е идентитетски проблем, да. Не бе, не овде. Знаеш дека во... Да, имаме, треба да ставиме устав црногорци и треба да има срби црногорци. Не тоа бе него друго ќе ви кажам. Има една интересна И скопска црногорци. Чекај, има еден интересен регионален судар, само те насмеам. Ако знаеш дека нели после кога почна модернизацијава и еден голем дел и кога почна фактички кога се слободува земјата, кога се дренираат каналиве, долу Скопска блатија се ослободува огромна земја. Скопска блатија ти е наслаба Илинден вамо према Велес, така. И тука се спуштаат многу луѓе од Скопска Црна Гора. И на времето постои тензија меѓу црногорци и блаќани во овој дел, така што не е само кавадарци на готина, гледаш овдека има и други има прилепито, антагонизми. Меѓутоа, ете зашто нема, за Хрватите да земете, зашто нема програма каде што еднош неделно ќе биде да Хрватите да си има во Македонија право на информирање. А кај е правото на македонците со кој како стигне им ги менја учебниците по историја? Цело време. Значи сега гледај ние за што се замараме. Цело време вашата емисија. Не. Реципроцитет. Ајде прашам јас, каде е со Хрватска, Македонија со Хрватска? Не, а ми треба да имаме. А не треба. чекај. А во Хрватска еднош неделно има емисија на македонски јазик. Се во националната телевизија и се информира македонија. Тука
тука сме на прашањето. Ама, Ако чекај. реципроцитет како принцип, ај тоа правиме со реципроцитет кога ќе има Се може као реципроцитер. Еве ти сега реципроцитет. Ајде. Ние може да имаме такви програми, еве ќе го спомнам вашиот пример, сега да не лутаме лево-десно, за Ние да не египтяните, македонците. ама ние македонците можеме да ви измислуваме и да ви пишуваме што сакаме во историјата за вас. Може Па така? тоа е одговорност научна. Пошто сега така се случува. Па, да се Сега пишува кој се како свешто. стигни, Па, да се македонската пишува се историја свешто. ја менја, За египтяните споделува кога се херои со пишува се Бугарија, свешто, пошто така и веќе од така вас- и па реципроцитет Се и имаме. се што се Ова е пишува. само Само реципроцитет. не се пишува Кај нас вистината. кој како Да. стигне ја менува македонската историја, пишува што сака, чекај, сега не е се откажен откажува од македонски овој да... народ и Еве, македонска ти си гласал да се откажеме ние од хеленистичкиот та историја. Ме прашат и мене како македонец дали ја споделувам. Што се гласал? Па со уставните измени. Не, Па тоа како? не беше точка на дневен ред за гласање, како така па Се устав. отказ со преспанскиот Ама договор. тоа е преспанскиот договор. Го Ама ратификуваше? јас не. Е, како а ја не го не, а тако нешто како амандман немаше да А се го, гласало со го ратификуваш ти Не, преспански? не. Кој го Па ратификуваш? пред мене кој беше? Ја не бев. Ама да беше и ти ги Ја го дојдов ретификуваш. 2 дена пред да се гласа, тоа не бев пратеник, 2 дена пред тоа влегов во собрание. Пред да се гласа второто гласање. И сега пази, сега кој како, не, они ќе се откажуваат од мојот и викаат македонците не се дел од хеленската култура ивица, а после вика, ама чекај сега ние да ги поштуваме овие. Имаме проблем, никога да доеме до некој што гласал променава. Чекај, Лјупчо Златко. Кој да ни гостува, се нешто не бил. Јас Не, факти се. Во Македонија државјани што го донесов Мартин Бернал. Знаеш кој е Мартин Бернал? Едно најголемите. Јас го донесов лично, тука нема појма кој е Мартин Бернал. Мартин Бернал е тој што го напаѓа тоа што кажеш ти Црната Атина, така дека хеленизмот не е само грчки. Така ли? Јас го донесов книгата, ја предадов на македонски јазик со табернакул, јас го направив тоа. Прв пат, единствен пат се предаде книгата на некој словенски јазик. А кај нас, тој спор што го имаме ние, нашите големи мегафони политички за македонски идентитет, не знаега таа книга, постои 30 години пред тоа објавено. Значи Црна Атина објавена 1980 година. Да. Ние прв пат ја преведовме 2009 година кај нас. Значи јас го направив, значи јас сум тој што исто давам прилика Ти со си македонски го бранил македонскиот идентитет. Чита го мојот предговор на македонски за Ама джабе ти се тоа ни го смени името на крај. Значи джабе све си прави. Значи Македонија си постои во името. Не се вика Хематија државата или Китим, Македонија се вика Северна Македонија. Добро, ама значи Па географска одредница исто имаше предлог да ВМРО пред тоа, само да се прифати, така ли? Добро, мене ми смета се тоа нешто. Па добро се. И не на само на мене. Да. И јас мислам, добро, ама јас мислам дека колективе кој се да, не, ама мислам дека е неправда. И се знаеш, дека е неправда дека не. ама не знаеш ти, еве и научно зборуваш и околу нели формирање на нација, па и формирање на етникуми. Дали неправдата е нешто што трае и неправдата создава проблем. Значи компромисот не се прави компромис со неправда. Компромис се прави кога ќе се приближи. Неправда да додеше до хомогенизација на колективите. Пак се хомогенизира се. Одлично, значи еве гледаш кој е Ама еве се хомогенизира против Северна. И против Бугарија, против ова бугари во уставот поголема хомогенизација во Македонија нема. Зашто тоа да има? Се проши да направиш не, јас сум против, да. Дека не се правило дистинција, како да се прави дистинција. Ти кој не се прави, извини. Еве ќе ти кажам, не е така. Ајде, слушајте. Ако имаш, сега ќе ти кажам, еве може да право ја. Значи, Бугарија, како е нивните, нели, убану, како е дефиниран, кои се бугари? Како имаат како луѓе од Мизија, Тракија и Македонија. А 7 бугарски славенски племиња? Значи, тие се претходно, но географски они викаат Мизија, Тракија и Македонија. Значи, ако внесеме ние бугари во уставот, по нивната дефиниција ние влегуваме дека ние сме бугари. Значи, и затоа ние треба устав да ставиме дека у Македонија има малцинство и ќе ставиме мизици и тракици, што немаат врска со нас. Затоа што гајле ми е мене дали се тоа потекнува прво субјективно индивидуите. Дали прво ние луѓе во Македонија се застува за мизици, имаме ли?
Нема. Ама ако се да приказна, нема. Не, чекај, ај прво. За Кај може има Чорсокот се Чекај, добро, ама не, ама и види, не е Ќорсока зашто и бугарите мислат дека ние ама бугарите мислат дека ние сме исто така некоја измислена категорија. Не е така. Не е така. Ај се дозволи. Не, чекај, дозволи ми да ти кажам. Дозволи ми да ти кажам. Не, чекај, дозволи ми, Рубин, еве ќе искористам повторно са, не дека нешто извојува, меѓутоа случајно се работам на некои трудови, пошироки и така натаму, гледам дека вашето барање како египетјани, египćani постои одамна. Тоа сум значи по документи што турско време. Не, меѓутоа разборам во јавноста во медиумите од 81 ете, точно, е така. Меѓутоа, точно, слободно. Меѓутоа, потоа гледам дека исто така вашето барање да бидете меѓу другото како етничка група признаени уставно е тука уште од самото пишување на демократскиот устав, така? 2001 имаше дури амандман. Не, да. Пратениците од Охрид доставија амандман. Друга ми е поентата. Исто е барањето на маса ставено и од ерменската заедница, хрватите, словенците, црногорците, унгарците, знаеш, така? Се. Имаме мрежа. Меѓутоа, бугарската заедница од пред 2 години е ова барање да биде внесено во уставот, наметнат од Република Бугарија, не од автохтони здруженија тука. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем. Стои, тоа точно е. Тоа е точно, да. Што е вториот проблем? Вториот проблем е што во комисијата меѓувладинава позицијата на Бугарија е дека до 45-та година овдека живеат бугари, потоа Тито ни ги препра мозоците и станавме нешто македонци со препрани мозоци. Сега, што значи кога ќе се стават бугарите, во устав, значи дека оние оригиналните, автохтоните, самоникнатите, свестените, нормалните луѓе од мнозинската заедница во Македонија и ним им припаѓа државата се бугарската заедница. Овие која ќе ги свестиме, европеизираме, демократизираме, ќе си легнат како титуизирани македонци, ќе станат ко бугари. Во нивната свест нема разлика меѓу македонци и бугари и они затоа се сакаат тоа да го мет. Не, мој проблем е затоа што Димитар Ковачевски потпиша тоа дека е точно ова што го зборам. Како потпиша? Па по протоколот, со протоколите Бугарија Бујар Османи потпиша. Без разлика. Не, со кој се согласи за францускиот предлог? Ковачевски. Маречиш Ковачевски, да. Значи низ протоколите ќе се случува ова што го зборам. Така Бугарија се замисли. Мора да имаме реклами, термин пробиваме. Ова што кажувате вие се? Ви благодарам на прекрасната дебата ово утро. Не се извинуваме малку по-жестоки ако бевме, но убаво не му пречи тоа. За слушателите, да. Не му пречи тоа. Но ако примаш да ни направат тоа даза. Па ја примам. И не се љутам. Па не се да пачате да примате. Не. А дури глашините едниот кога дебатира, другиот ќути за да не бидеме равноправна позиција. Добро, така многу од глумици викаат. Одиме со реклами. Од глумици. Се враќаме назад, жестока дебата во првиот дел од нашата емисија, Ивица. Да. Но аргументирана и коректна, да. Со нашиот гостин од ово утро, Рубин Земон. Рубин, ти си дел од владеачката коалиција. Во исто време си антрополог, нели, по образование, еден од ретките, етнолог, еден од Исто е тоа, да. Културен антрополог, значи пошто има и физичка антропологија, така. Се малку ќе навлеземе во мислам дека се залева да кажеш еден од ретките писмени во владината коалиција. Сега да не ги вреге. Ама реално вака сега, кај имаш докторирано ти? Во Софија, во БАН. Бугарската етнографски институт при БАН, да. Сега види се со сите конфликтивите што ги имаме со бугари во институција. БАН според басовија факултетиве на министерот на образование што ги има завршено и други. Значи, и се правеше пред 20 комисија од 23 академици докторатот. Некако ке нас од 3 или 5. Артан Груби никош не го видел тоа искуство. Вака да ве прашам, еве сега во ова со Бехтел и Енка е актуелно. Иако не е дел, нели, од вашата, не сте археолог, но
Во Америка археологија е дел на антропологија, да знаете. Добро. Само кај нас е обратно. Океј, значи на Балканот, да. Во една од оние законски измени кои ги предлага владата, Ивица, за што беше? Доколку има некаков локалитет или некакво културно наследство, се најде, да проценува некој се тамо инженер, така ли? Некој од надзорот, што не е ни инженер, го најдоа тој, дека има од компанијата за средно има завршено градежно со двојка. Тоа против такво некој решение, че имаме кај нас добри закони, тој да ништо се менува тука. А што е потреба да се суспендира закон? Не знам, наистина не знам, немам информација зашто и гледате се тоа се врши нешто од хок. Да. Нели, навистина Немчија, јас упорно честувам, не само поради струка, нечто поради тоа што ете Македонија сепак е една земја и Балкан, во главна Македонија особено кај што има огромно археолошко богатство. Да, ајде вчера зборувавме за археолошкото наследство. Тоа не зборевме не само за тоа, него зборевме и за ова законодавството, кажи го да е работно. Да, тоа исто 6 сати, нели? Добро, да се затеме прво на ова за Ајде прво, ајде. Значи особено тој дел кој фатиме кој ќе се префали Дебарца по кој се оди према Србија и Чапаца. Требеништа. Требеништа е од највредните локалитети на Балканот, да кажеме, кој што не е доистражено, да кажеме, и кој таму се копа веројатно, јас сум сигурен дека ќе излезат уште многу работи. За мене лично и што не е смена трасата. Молам? Зашто не е промена трасата? Па нека сменат, не знам што. Точно се знае каде. Има ли физични студија за ова работа? Па сигурно има, меѓутоа сакам да те прашам. Не, и буџетот е нешто лазер. Затоа што знам дека тоа е археологија. Флексибилен е нешто буџетот. Требеништа, уште од Југославија. Значи точно се знае каде е локалитетот. Уште од Прва светска војна е тоа откриено. Бугарите, Патфилов, нели го открија. Значи пази се, археолозите и во војна работат. И треба да работат. Ете тука исто е убава поента, колку ние како наука сме слаби. Значи што се вика доаѓа бугарската окупација, Прва светска војна, нели, што се вика со една казма веднаш и открива маските тоа. Да, ама Рубин, тогаш не имаш после доаѓаат србите, Вулич, исто мават една казма, веднаш наоѓаат маските. Ние колку години тука не се прави истражување, само Владо Маленко после правеше нешто за три челюсти, не успеа да најде, иако имаше после да најдена маска голе на тврдињата на Паско Кузма. Паско ја најде, така, на тврдињата, меѓутоа на тој локалитет кај што сум сигурен дека тука имаме една населба од тој архаичен период 7 век пред наша ера, бидејќи тоа се гробишта, се мора да биде населбата. Иако се мисли тоа кај Горенички Дукале, меѓутоа тој локалитет сигурно има уште многу што се најде, поготово тоа златни маски. За мене лично е многу битно, бидејќи есхатолошки тоа се поврзува со Микена, со Крит, со Египет, значи тоа се да влегуваме во таа тема, меѓутоа прилично доста познатата микенска маска на Агамемнон текновата. Која не била да Мемнон, после се дине. Меѓутоа па со Кузма пишува за тоа исто, како тоа се поврзува или со египетската митологија така натаму. Прилично да не зборуваме се дел вамо исто кај Полошкиот регион, или таму исто мислам дека се национална прилично ќе има археолошки пронајдоци, или од тој период на Менадата и така натаму. Да, и нејасно е, тоа е дел од културното богатство и тоа апсолутно треба да се заштити во секоја нема земја. И тоа е предхеленистички, што ја кажеме. Да. Така што мислам дека тука мора да се... Не, пази се срамотата. Значи, бугарите во време на Прва светска војна имале подобар однос, србите меѓу двете светски војни, отколку граѓаните на Македонија што имаат кон својата и македонскиот народ. Да, не, македонскиот народ има. Зборам за еден специфичен граѓанин. Не зове македонскиот народ, па колку се украдува икони, знаете ли вие во Абе, борете, меѓутоа има и борба контра. Голем број на, да кажеме, археолошки наоди што име што се продава, нама да го прават исто дел на македонскиот народ. Добро, Рубин, зашто не ја напуштите коалицијата? Ако е вака, зашто не ја напуштите коалицијата? Па немаме дебата во коалиција, ако хочеме дебата ќе ја видов дека е против да се најде решение. Против овие решенија, излегува и од ЛДП, излегува и па и Стево Пендарос сум излезе пред некој ден. Да. Председателот излезе. Не, ќе чекаме да видиме дали ќе сте и вето. Да. Затоа што он има реално шанса за разлика од сите вие. Ти може да го кажеш твојот став, но немаш пратеници, нели? Да. Да, но Стево Пендарос има алатка.
а латката негова е да не ги подпише овие. Тоа само очекуваше, тој државен растител, очекува уште повеќе да добие официјален материјал. Нели, предлогот до кај него веројатно. Меѓутоа да, ако вакво нешто се прави, да вистина јас од професионалната моја вокација сигурно дека ова што има некој законодавство сега го решение е одлично и не треба никако ништо да се чепка околу барем околу културното наследство да се заштити. Добро. Добре, имаме еден став што е многу јасно и јавно искажен. Тоа е принципијална позиција. Македонија е членка на УНЕСКО или на сите тие организации што се меѓународни за заштита на културно наследство и се тоа сигурно некаде тоа нема да остане немо ниту УНЕСКО, ниту сите тие меѓународни организации ако се случува такво нешто. Рубин, како ќе оцениш ти, нели, општо земено политичката состојба во Македонија? Ја мислам дека Македонија многу на поправилна патека беше кога Зоран Заев беше премиер. Па не чидеше, да, што ви прав. Еве да направиме една компарација во времето на Заев со ова време сега. Мислам дека мислам дека дури ќе го парафразирам и како се викаше овој Дарко Каевски, кој Заев времето на Заев го спореди со времето на Тито. Види, добро, како тропаат глупости бе, значи, види, ајде да те прашам нешто. Со кој памет можеш тоа да го кажеш и мртов ладен да остане? Не, јас секоја гледам каков е Ковачевски, ја мислам дека дечко имаше некоја логика тоа што го кажа. Не, очигледно постои разлика меѓу тој прв мандат на Зоран Заев и вториот мандат на Зоран Заев, тој полу, нели веројатно сето тоа произлезе од прво тоа француско прво вето, нели ја кажеме, кога Макрон бараше уште време да се стабилизира натре Европската унија, па дадоа нова преговарачка методологија на преговарачка рамка. Тоа го забави целиот тој кажеме прогрес и тој чекор што го имаш и после тоа мислам дека се оди на некоја друга линија, да не кажеме ретроградни процеси. Имавме една одлична, да кажеме, стратегија, еден концепт кој што го прекина и ковидот, нели, тоа за едно општество, каде што да градиме на по-кохерентно општество, по-кохезионно општество, меѓутоа гледаме дека се и од тоа се скршнува на некој начин и мислам дека има во секој случај разлика меѓу тоа првото владење и да кажеме второто. Меѓутоа, за мене исто е голем проблем е, значи да го поврзиме и со тоа што беше и со ВМРО и ако е другата влада дојде, не знам која ќе биде наредна, кај нас не е само проблем кој владе, кај нас е проблем како се владе. Значи, начинот на владење, можеби Ивица тука е покомпетентен сигурно од мене, начин на владење, значи на ограничување на моќта на одреден број на политичари, ние сепак ни треба добри стандарди, добри закони и критериуми. Законот треба да е ограничувањето, тоа е тоа. Тие стандарди европски нас се треба што побуду да се имплементира. Меѓутоа види и само што побуду ги почне да говори. Граѓанство кое што кој на крајот е сензибилно, да. Како што се случи во Грција, една се прачека со возот, не цветаат рози, не цветаат, да. Не, мислам, не знам, далеко од тоа дека цветаат рози, ама има и механизми. Да, има и трња, еве. Да. Ај така да кажеме, значи проблемот е што таму има прекршување и таму некој знае да се подзанесе на власт. Так, меѓутоа е ограничен. Да, работата е што Рубин казнува тоа. Народ го казва, тоа леката го казва. Абе и кај нас народ го казва. Да кажеше кога го најдеха во Панама има сметки, така ли беше? Да. Па веднаш се креда народот во Исланд. Па како нема да се крене? Рубен, јас често сега ќе бидам искрен со тебе, ја често со пријатели што ги имам, што ќе кажам вака најискрено не се разбираат. Баш често и се расправам на тема балканските египјани, затоа што ја кога ќе кажам дали имам пријател египјанец, Рубин едно друго, вика, абе какви египјани, они се вика роми, нема вика. Тоа е, значи нашиот образовен систем мора да кажеме многу малку прво има информации за различноста. Значи, и јас стално викам, не викам, они се може ли да ми објасните историјата на балканските египјани, како они дошле тука? Ќе читате се, да, имаме книгата тука. Ја имам прочитано, ама сиже едно за слушателите кои се балканските египјани, од каде доаѓаат, какви малко да ги сензибилизираат. Која е нивната идентитетска, каква култура имаат?
значи многу малку кај да се учи во образовниот систем и нормално луѓето имаат предразсудки стереотипи, не им се љутим. Тоа не е само од Македонија сега, тоа е уште Врз база на боја на кожата пред се тие тоа се расните стереотипи. Да. Меѓутоа, тој наш господинот превеска Мартин Бернал, нели? Тој наш концепт кој што е концепт на Гетингерско-виенската школа која се предесе кај нас, нели, на научење, на некој начин го отврлува африканското влијание во Европа. Нели? И ние повеќе учиме евроцентрични, не само кај нас Македонија, на Балканот и во Европа се учи кој што го негира африканското влијание во европската цивилизација, нели? И од тука може да тоа сепак почнало со прогресот во Европа, нели, со колониализмот кој Европа се занесува да освојува светот, нели, и наметнува своја теорија. И најголем представник на тоа знаеме дека е, нели, Ариевската теорија на тоа почнало од Хегел, нели, знаете, па, нели, Адолф Хитлер е голема протагонист, тоа го пишува и Мартин Бернал, што ќе кажуваме. Меѓутоа, што има проблем? Проблем е што се прави расни изедначување на сите тие групи на црномурешти колонизатори што дошле во Европа, се расни изедначува со некоја се, да кажеме, исто за да конструкција на голема, која зборуваме за таа група што дошла од Индија, која што знаете, ова породно се викало, не се викало индоевропејски народи, него се викало индогермански, да кажеме, народи, па да, јасно, добро. Така ли беше? Добро. Меѓутоа, во тој котел, да кажеме, на индоевропејци треба да се стават и луѓе што имаат африканско потекло и да се, нели, минимизира тоа влијание на африканците. Меѓутоа, археологијата ни руши све. Нели, еднашка дискутиравте само спомнете Египет со Амон-Ра. Не, кај нас се споделува во Египет со Изида. Значи, на Изида храмови постојат во Стоби, во Хераклеја, во Охрид, во 10 денарката, таа сатотката што име, тоа е Изида. Значи, кој имаме и храмови на египетски божества, мора да има заедница. Не може да има храм без заедница. Не може во Австралија да има црква со дикрибет. Макар религиозна. Да нема. Ама чекај, Рубин, чекај, едно прашање, едно подпрашање. Ама сега види, вака кој ќе кажеш, тие храмови биле во антиката, не значи дека денес тие луѓе веќе отворено тоа се прави дека постои заедница, тоа некој има храм, има заедница. Добро, сега античко македонско кралство постоело заедница, па више нема. Па вика две врска немате, со тоа се откажаа таму. Така ли, да. Не, античко македонско се знае кој. Например, зашто имаме Митровица градови, Митра, знаете ли кај доаѓа Митра? Од Индија. Од Персија, не од Персија. Дека што Индија, че предалеку не Индија за да ги објасниме феномени. Добро, сега британци имаат индиец премиери, сега се удвараме. Пред тоа. Значи, не само Египет, ние фаникиското и мислам на ирска дека се одвараш. Да. Заради премиерот, нели, тоа е индиец. Да, и пак битно е тоа, сега они се битна ирска за Европа. Фаникиското влијание или на блискиот исток, каде се исто многу малку се учи, се истражува. Има и за властни дори на теоријата има до блискиот исток, нели, тоа се бригите или фригите ги поврзува со властите, ма тоа каде знаете, нашиот систем не само во Македонија, каде нас воопшто на Балкан во Европа, се тоа го минимизира, не сека да се каже. Да, бе, не викам ајде Роми, си шо. Да, така е кај нас. Тоа не знаењето. Минатиот викенд уживе во еден производ кој што е дојден во Македонија од Либан, кој веќе ги спомна феничаните. И тоа во Охрид со риба, знаеш што иде на предавачот, јали? Да, не, зборам макало тоа е од Либан. Па не, многу ние. Така што, ако се сеќавате песната Тетовско јаболче, нели? Нели имаше филм чива е таа песна? Нели, ако се сеќавате на. Да испадна дека е од англосаксонска. Не, баш од тој дел, од блискиот исток од Либан доаѓа потеклото на таа музика. Не, зашто ритамот, рекоа дека ритамот бил англосаксонски. Нема, значи не така и тоа го пишуваш. Дека можно е вика да е дојдено со крстоносците па да им се допаднало. Ама крстоносците таму земал, каде да доаѓаат. Ама добро може би синкретизам некој на крај може да културно влијание, дојде обратно со крстоносците води. Не се донесе таа култура во блискиот, него обратно од влијание на блискиот се префали во Европа. Синкретично е, Рубен. Точно така, без тоа поголемо, а тоа што блискиот исток во тоа време беше многу повеќе стадион култура него што било во Европа во тоа. Да, нештата само влијанието културно дошло во друг прав. Иако тие таму освојуваме, културното влијание е на друга насока. Не секоја се насоките на да, мешани се насоките на крајот на криштата ве гледаш и кој резултат на оваа миграција кон Европа од еднашка како речено ли
поранешната. Значи, чекай, ти сакаш да ми кажеш, вие 7000 години сте тук. Не, малку помалку. Колку? Па според нашите истражувања, тоа нели и тоа имаме до докторат, значи дека е дошло со Рамзес II фараонот со таа миграција, тоа е период на да кажеме Како бе, се смее. ние не може 2300 години историја да Ја се смее на вачето не знае, ама не се смее. Не. Значи не знае тоа не е оправдано. Значи тоа е период на трансформација од бронзно во железно време, на Египет во тоа време како најголема сила Медитеран, треба што повеќе да импортира железо, нели? И тогаш оди Рамзес II оди на освојување на Анатолија. Со хититите, нели, познатата Точно војна, така. добро, јасно. Хитите тоа се тие мајсторите на огнот на И железото. Обединети нации го има и договорот, Така е. така, јасно. Значи во Анатолија, на Балкан, на Пенини, на Пиринеи оди Рамзес II. Рубен, како бе сега, не ми е јасно мене. Ја морам сега Па тука не да си полежам. учил, сега те Абе не, баш. јас сум учил, све сум прочитал, но Па мене не. политички ова не ми е јасно. Значи, сега како може ние македонци Значи како ние македонци сега не може да имаме 2300 години таму, вие 6000 ки имат. А кој рече дека нема? Континуитет. Кој рече дека нема? Преспански договор тоа го вика. Ама значи Значи сега Преспански договор владава ти кај што беше го потпише тој договор. И преспанскиот договор се никој да И сега брана. Не сум адвокат. смешно е кога ќе кажеме ние му се смееме тука на тој што ќе каже дека сме антички македонци некакви. И да, и ја мислам дека е. Што ширил се македонски? А? Елинизам ширил, така ли? Како? Или како тоа се во 19 век се како тоа елинизам. Не, ама не зборувале грчки наши во тоа време. Точно така, меѓутоа тие учеле грчки, сакале да научат И грчки. на крај дека биле македонци, доказ вклучено е тоа што на крајот кога умрел Александар, меѓу себе сите си ги извадиле очите. Тоа ти е класично Меѓутоа, да татото на доказ Александар- на македонски идентитет. Меѓутоа, ај се уште аргумент. Што бил делот на Филип II, тато на Александар? Што? Да ги обединисти грчки полиси, така ли беше да го Ама него го викале Варварино. Ама го викале, Ама Варварин бил пошто не зборел Добро, да грчки. и Ататурк не е Он личен, зборел- Добро, не, види, не, ај сега да Он не- зборел јазик, И Хитлер не е германец. он и зборел така, јазик чекај, као чекај, јас чекај, и Баталиова, Ивица меѓу што А зборел, зборел. како да Наполеон што кажам. е? Француз ли да Значи зборел? не, види, Француз, види, Наполеон. континуитетот на човечките наслови и новија простори е неспорен. Со Така е, милениуми, така. така Е, са, исто така ти текнува кога ги праве овие испитувања, сега нели најлошо е секојаш ова генетики ве едно друго, меѓутоа А, хромозомот, да, да, меѓутоа да, тие испитувања во Британија па прикажува дека Швајцарски, шпански. не, значи, институти, него дека нивното население највеќе влече од тоа некое предкелтско, Да, да, прабританско, да, значи да. континуитетот на човечките наслови е неспорен. И тоа што го копаме во Македонија и ќе го копаме и понатаму независно што мисли Артан Груби и Да, Бехтел, да. меѓу другото тоа си го испитуваме, си ја испитуваме нашата културно наследство, така ли? Ама значи све што се наоѓа на територијата Така е, на Македонија, тоа е Зошто морам да го бележам дека е дел од грчкото Значи, наследство? пак ќе кажам, се тоа е спор со Грција, од недобро менаџирање до тоа. Значи, беа бас сјајен пишував еден труд, имав една конференција Ланди промени, го се организираше во Белград, нели сега баш го пишував Добро. Историјат, зашто дојде до таа работа. Ако се сечавате, нели, првиот проблем што се јави со независноста е како да се објасни, нели, од ВМРО-то, од Лупчо Георгиевски дојде до ВМРО, ќе го освоиме Солун, ќе одиме, не знам, ќе држиме Аде романтизам нека таму. Така, и тогаш се јави за прв пат, не да кажеме такви некои да се открива науката. Нели Кирил Григоров тоа испада се став дека ние македонците со словенска, па некои инспирации према античката култура. Па после доаѓа Никола Груевски кај што неговата антиквизација, па го прекрсти аеродромот, автопат. Во меѓувреме има и епизоди други на Циле, Добро на се СДС. кажува како беше линијата. И тогаш дојде на маса, тоа Грци го постави на маса, а ние го предолго го решавме тој проблем. Ние го поставивме тоа проблема само кога беше налос мог да ставиме во Заград Скопје, немаше да поставиме прашања дополнителни што се наметна во. Зашо бе да ставаме? Дај вас да ве наречеме египјани во Загреба Значи, на Митра. јас Значи него- сега не значи, јас зафркавај. него прифатив. Не може. Ние не прифаќаме. Ние сме Македонија и македонци сме. Тоа го прифати И сега Стево Црвенковски и Кирил Ма Григоров негов го проблем прифати. е, Ама нивни нема- проблем е ама тоа. нема Ние никакви сме си има македонци, тие државата биле си вика представници Македонија. државата. Колку им се Значи, веќе така што? Да, Да. тие беа представници Значи, на ја државата. да ти кажам. Значи сериозно Тоа- правиме, се не правиме така. Ама сериозно му Ама бе правиме. сериозно. Како сериозно? Државата подпиша договор, има резолуција Што стапа под тук, грб не болат.
по твој грб Тоа было. што прифативте да ги сетеше за формула Југославија пак во Македонија, тоа што не ви сметаше Како референца. Не Ама прифатив. добро, таа референца траеше 30 години, а требаше да трае 6 месеци. Имаше ние од Сорос, Јакова бев од Сорос патриоти, правевме Don't You Fear on Me и така натаму. Значи бе поголем странно беше, знаете, вие јас сум 13 години си малку каде беше тоа. по меѓународни конференции. Малку си ја фигирам собствената биографија. Седмо оделение. Ако зборуваме за нелагодни чувства, јас сум бил под мажен конференција, почнем се да кога стоеше пред мене The Former Yugoslav Republic, то почнем се сметаше мене, да ви кажам право, него да стои и да државата. Ние Чекай се, ајде. А тоа траеше се- 30 може Дали да се мислиш вратиме на дека ова? моделов Клеопатра е добар начин за обединување помеѓу вас сегипјаните и нас А што античките има- македонци? што е со Клеопатра? Па Клеопатра нели била таму во на Египет? Птоломеите таа. Да, она е наша. Како Всушност. тоа што е наша? Па ти Птоломеидите се од правецов Прилеп Битола, тука негде како што. Да, ма Птоломеј ништо не кажал за Македонија, Птоломеј се рачуна за фараонска династија, така што Како бе бил дел од античка значи Македонија? Птоломеј е еден од брат на Александар Македонски, така ли? Да. Ама кога се одиме поназад, ако видиме кој е пак потеклото на Александар, ќе видиме дека тој има И он бил египјанец. Не, тој има потекло митолошки, има друго потекло. Значи тоа бил многу верувајте митологијата битно, не е бил Гедон, нема тоа Гедон, се гледа. Јас го гледав Али Ахмети на неколку емисии како На тврдел Херакли, на Херакли. дека мајка му била албанка, нели, не знам За Олимпија зборува. Е пилотка е тоа од Епир. Да, и он така вика. Значи се јадело добра баклава у таа фамилија, така. Немало баклавите. Значи, да, Олимпија е од Епир, нема, не е тоа ништо. Не, види, спорно, да. значи Олимпија е албанка, а Александар и Филип се грци и немаат ништо со А македонците. ние сме диво племе од Ние Српска ние партија. да дојдеме така. Добро, бе, па сега сме дилово племе, што барате од нас ово? Ја тоа не знам Јас вака. не се согласувам со такви тези, тоа се конструкции, нека не. Абе, сега Аргија се зборуваме знае точно кои се аргиадите и Од кавадарци се аргиадите. Еве, кажи го тоа. Од кај е аргиадите? Градот Аркаде. Кава, измеѓу като од Росова нагоре. знам дека е пред празник, ама може малку сериозно да видиме. Па ја добро се Значи мора да се Тој се шегува. окажа би се каза. Не, значи јас само сум саркастичен кон сите овие работи. А па тоа е твој проблем, не мора да се. Да, ја морам да бидам, мене тоа ми е. да ме ставаш мемото кој за сад Да не мора некој да се сериози тука. Да, да. Добро не. Сепак не гледаш Рубин дека малцинствата во Македонија де факто малку го ставаат македонскиот народ во една подредена ситуација. Не. За... Сметаш дека не е така? Не малцинствата. Македонија има друг проблем, јас сум пишал повеќе трудови за тоа. Македонскиот народ поради поделба Не, ама чекай, види, сега не те провоцира. Убаво го искористува. Сега не те провоцира. Не, сега не се шегува, сега не се шегува, сега не се шегува. Значи, Ајде. постои во моментов едно сериозно чувство кај македонците како дека сме под некој режим на апартхеид. Искрено и јас Од малцинствата? Да. Не. Од друга заедница сте под апархид, не од малцинствата. Од албанците, така? не само А сме под апартхеид од албанците? Не албански, него политичка врхушка што би сме. Од Дуи. И мислиш дека е така? Има тоа вистина? Во моментот јасно дека има некои такви политики. Да, ама нас кој ќе Кажувам излезе научно, не комплексот, политички, после така. покресувато и суровото гори, како ви кажат. Па добро, вие Знаеш. сте обстојали со Вековиќ, обстојали и ова. Не зборам за вашето малцинство, но знаете, секогаш историски гледано, секогаш кога се создава одреден комплекс на еден народ, се става во една подредена позиција, после одговорот е Па јас многу... мислам дека прво Академија на науки не ја работи сфатара како што треба. Значи, цело тоа, да кажеме, обединување за стратешки интереси. Ние се уште не знаеме кои се национални стратешки интереси, а тоа е работа на МАН, да се разбереме. Тие треба да направат стратегија за развој на државата, нели, на 10, на 20, на 30 години, и тоа мора да биде кој консензус национален, кој што сите политички партии треба на некој начин тоа. Ама имаше. На тоа Имаше ама сега декларација, ама нема, имаше и декларација во собрание кај што не требаше да биде северна, па ова ја изгаси. Ама не доша декларација. со Имаше таа. декларација и за Бугарија, ова, да знаеш, се- онак. Да, имаше и да се реши 10 нормално да се направи нуклеарка во Мариово.
И тоа не е лошо што. Имаш и од тоа мало излезе да се направат граници и да се да размена население. Тоа е лошо. Па тоа беше супер, тоа кога го направивме сега бевме држава. Да, и што се бевме пуштени. Тоа е многу лошо. Значи лошо, значи Тоа беше лоша работа, многу лошо. На науки се прават до или ова што кажува со последниот председател на академијата за македонизмот. Значи тој човекот веројатно не знае што е македонизам, дека тоа е против македонскиот народ, не е за македонскиот народ. Од првата верзија на македонизам на Слободан Глаковиќ и кој што бугарите го напаѓаат, нема да влеземе со македонизам во Европска унија, тоа е сосема нешто да кажеме антимакедонско како што на почетокот. Добро, ма ние си го присвоивме тоа дека се има друга конотација. Да, конотацијата кај нас е сега дека Академија на науки не може да се бави со да се бави со наука, да. Конотацијата кај нас беше дека Македонија си е, како да кажем, дека македонизмот значи одбрана на македонското. Не, македонизмот со Добро, бугарите тоа поинаку го толкуваат, ние вако ќе направи тоа прв пат српскиот. без разлика. Ние го толкуваме тоа поинаку. Но вистина, види, постои ова чувство и ја мислам дека знаеш, има една работа само што е полоша од фрустрирано малцинство. Тоа е фрустрирано мнозинство. Точно е тоа. И го имаме сега. Точно е тоа. И сега треба да излеземе од ова. Ама таа фрустрација се направи малку политички се. Не ти е жал по некој што гласаше за промена на името? Па не гласле ти кажува. Не, Гласаше. за промена на фотогласен гласав. Да. Мано за промена. Не спиеш нека така немирно. Ја не би можел да живеам Ние со тоа. може имаме други информации што и не ги знаеше јавноста за безбедноста на државата, мислам дека тоа што влеговме во НАТО Може да не ги кажеш? многу поголемо придобив. Еве, ајде. Ете, се гледа се со војната во Украина. Ако денеска Финска влезе во НАТО, кој беше човек. Ма ја мислам дека и без да смениме име ќе влезевме во НАТО баш поради овие Јас геополитички. во Букуреш. Не, Кога влезе Хрватска и Албанија, ние бевме пред нив, ама не закочи. Види, ако е така, тогаш вината на Заев е многу поголема, ќе ти кажам и зошто. Ако ги имал информациите Заев и овие други дека се спрема војна во Украина, тогаш треба да се чека. Затоа што со Шведска и Финска ќе влеземе ко Република Македонија. Немаш. Во момент. Ќе влезевме, ама тука ќе бевме Република Македонија. Да. А тука ќе бевме Република Македонија во нашиот. Ама во нашиот устав ќе бевме Република Македонија Точно, и јас ќе бев граѓанин на Република Македонија и немаше да има ти ре после моето име Македонец, цртичка граѓанин овона, ќе бев Македонец. Тоа е разлика. Заедно се поче Груевски. Тоа е разлика. Груевски после Букуреш се налути, па не сами нели го бойкотираше до НАТО, нели почна да води дека мислеше дека е многу голем, нели почна да води анти-НАТО политики. Не, немаше тоа. Имаше. Рубен себе на покрај не отиде. Ама не беше самиот тоа крај антинато уште едно прашање. Не види, се можеме се да зборуваме за Никола Груевски. Дозволи. Се може да зборуваме за Никола Груевски, но дека е дека не. Дека човекот бил анти-НАТО и анти-не, па кој нема да се најде тебе? Сите се налутивме цела држава. Дека го сменеше аеродромот, името сваташе назад. Тоа е друго. Па тука дали е тоа анти? Не, тоа е друго. Нема, тоа е друго. Види, тоа е друго. Но дали земјава, види, тоа е друго. Ама тука изгледаше, ако тоа да ги гледаме реално објективно. Тоа е друго, пак ти кажам. Од тука се спровоцира и тоа почна кога се способна да расти. И веќе немаше. Земон друго прашање исто интересно. Се тој ватеше кога чеко 2 назад, ќе беше сосема друго прашање. Од мене исто интересно. Тебе генерално египјаните во Македонија имаат различен мајчин јазик. Некој има мајчин јазик македонскиот, на некој албанскиот, така? Па јас дома албански и македонски се зборувам. Да, значи вас вие пример социолингвизам има, не само да не зборуваме. Кај вас, но дома во фамилијата и то не литературниот јазик, да кажеме тоа што се антрополошки, локални теренски. Да, струшкиот дијалект на албанскиот јазик. Тосканскиот, да, тосканскиот. Тоа значи дека ти албанската политика, албанската историја генерално со поинакви очи ја гледаш од нас што не знаеме албански, затоа што ти не си албанец, не знаеш албански. Имаше се видело баш за тоа. Да. И гостувае на Силјановска кај на телевизија кај се Коровешевска и го котува тоа што значи бацу криво Косово, нели? Значи, кога не знае за оно што е бацу криво, имаше погрешна интерпретација. А тоа беше зааземја шари, нели? Да, различно. Така. Кога не знае. Во Албанија го слави некој Енвер Хоџа? Па
јас не сум видел некој така да го почитува или некој култна личност, како што ние, например, ако правиме споредба со ние за Тито, кај нас се уште има некоја си носталгија, некои си позитивни чувства. Да, пред Гранапче и Тито жив да беше вака, беше така, беше. Фармерки носевме. Утрс главни бевме бугарки во ова. Значи такви причи постојат кај нас. Значи се чате првиот корак чеко што се направи кога влезе Сали Бериша и протестите што беа, прво што направи случај спомен кога не роџа. Народот го сруши. Немаше ни полиција ни ништо немаше, така ли? Народот го сруши и мислам некако американците со Садам. Да, со Садам Хусейн, го прво се направи. Па американците го срушија. Да, таму се беше прекратено пат. Тоа е символично на Еве Рожа кој имаше голем. Ги видовте ви од левица вчера таму што отида? Ги видов и да мислам не знам каква идеологија, ако има некои скриени агенди, меѓутоа ако во исто време неколку месеци пред тоа одиш на гробот на Јосип Брз Тито во Белград и положува свеќ му даваш почести, во после одиш на гробот на Енвер Роџа, за мене е тоа контрадикторно, значи сите ние што на некој начин и живеевме во Југославија и знаеме и друго во наука што се бавиме, значи има диаметрални ставови помеѓу Тито и Еве Роџа. Еве Роџа има друга напишана книга на титисти. Иако да бидеме искрени, сега во клучниот момент за нивните кариери тие се сојузници. Како команданти на ослободителните војски во Втората светска војна. Тоа беше војна. А не, 49-та се точно. Не сметаш дека е сквернавење на ликот и делото на Енвер Хоџа во Фармерки што отидоа таму? Кој он ги забранува у затвор. У затвор ги шишаше таквите да не бидат хиписи. Дори покаже. Ги шишаше, да. Јас си Рубин сме познати по тоа што е многу коса палака. Да не дозволи тоа хипи движење да влезе, нели? Да, ама некако Да, чудно во секој случај, не знам која им е целта, не знам дали има некој врстување. Не, чудно политички е лоша проценка, не лоша, катастрофална проценка, затоа што во моментот една партија која што во Македонија влегла во собранието и сега треба да го потврди влезат во собранието. Па рейтингот му расте. Да, порасте, се прави еден потек кој што не објаснив, Сван навистина не објаснив, знаеш. Затоа што анахронизам е. Млади луѓе се анахронал се. Се ворете да речеме да сум докторант по историја, па сега да седнам нешто да истражам. Ворете да сум антрополог, како тебе. И сега, например, антрополошки интересно како тоа е. Повеќето од албанците не. Повеќето од албанците мислат дека тоа е позитивен за албанската историја. И покрај работи што ги знаеме. Тоа е, види, тоа е сериозно прашање. И вистина, што мислиш за мојот предлог? Нема некој кул да кажем. Ти благодарам. Што мислиш за мојот предлог? Да речеме да ставиме, еве сега размислував, во уставни измени да ставиме бугари, нели? И у заграда да ставиме мизици и тракици. И затворена заграда, затоа што они бугарскиот идентитет го толкуваат како мизици, тракици, македонци. Ние за да го исклучиме македонскиот дел од нивниот идентитет, за да немаме закана кон нашиот македонски идентитет, ние треба да ставиме бугари и во заграда мизици и траки. Не, само во ред. Ова е прашање на човекови права. Тоа тргнува од индивидуалците што се заснува. Тоа е почетна точка идентитетот на индивидуалците, не е почетна точка. Точно, значи идентитетот е. Ама Бугарија го дефинира како мизици, тракици, македонци, Бану тоа го дефинира. Ние немаме договор за таква работа, не за просветет ни за решавање на малцинските прашања. И значи важат јас мислам дека оваа работа е многу едноставна, ќе се реши, никој нема да има ништо против во моментот кога од ова е прашање на признавање. Ова е прашање на човекови права, на колективни права, не може не. Кај нас се заснува за бугари, има не мислам на нив. Ние не сме признани од бугари. Тоа е друго прашање. Значи во моментов кога Румен Радев ќе излезе и ќе каже дека македонците постојат свој народ со своја историја, кога бугарското собрание ќе излезе ќе повлече овие две декларации и ќе донесе една декларација која ќе каже браќа македонци, вие сте свој народ едно друго, тогаш нема проблем. Имало 45-6 години има таква декларација. Па се уште една ќе донесе. Сега после кога дојде Тодор Живко, ќе донесе. Благодарам многу, повеќе од еден час. Разговараме. Благодарам на вас. Да честитам празници на сите, на сите православни христијани. И православни атеисти. Не знам за атеисти, јас сум сепак сериозен на сите верници. На сите вери од по јулијанскиот календар. На сите верници, не само на верниците, на припадниците на тој културен круг. Исто така да им го честитаме празникот. Токму така, почитувани слушатели, сега убави празници, убави празници од вас.
и јас сум свој виден тип на верник, оставете ги овие шеги кои си ги правам на сметка на се, затоа што веселината во животот е кога ништо буквално не постои ни една тема на која што ти не сакаш да се шегуваш, затоа што шегувањето е начинот на кој ние ќе одиме, ние се ослободуваме како души. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со колегата Ивица Боцевски. Ова утро техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чушевски. Останете со 107,4, уживајте во празниците, утре имаме пауза како Велики петок, затоа што е неработен ден за граѓаните на Македонија. Во понеделник исто така нема да имаме емисија, а од вторник се гледаме понатаму до четврток, така Ивица? Или затоа што петок повторно е празник. Празник, да. Така што 3 дена нема да ги споиме, нема да глумиме македонска администрација да си земеме 3 дена одмор, ќе си изработиме здраво. Пошто се враќаме назад, нели, по празниците да продолжуваме со оваа прекрасна радио приказна.